Христос се роди, навистина се роди. Денеска се празнува најголемиот христијански празник Божик, кој се смета за најголемиот и најважниот христијански празник, од кој се очекуваат нови почетоци и нова надеж за подобри и пострекни денови. Овој празник е повод за семејни собирања, радување и позитивни чувства. МТМ на сите православни христијани им го честита денешниот празник. Останете со нас, следуваат прилози поврзани со овој голем ден. Православните христијански верници го прославуваат Божик. Верниците масовно ги посетуваат верските храмови. Со првиот ден од Божик завршија и 40-дневните Божикни пости. Со богата празнична трпеза и во кругот на семејството се празнува Божик. Денеска е Божик само за македонците, србите и русите. Верските храмови утрова беа претесни, за да ги соберат сите верници на кои првото Божикно утро ја слушнаа молитвата посветена на Христовото раѓање. Денеска верниците на христијанството, православните христијани го празнуваат големиот Божик, денот на Христовото раѓање. Токму од тие причини бројот на верниците во храмовите е поголем. Многу верници утрово ги посетија верските објекти за да ја слушнат молитвата посветена на Христовото раѓање. Секако посетеноста на црквите за време на големиот христијански празник Божик е поголема од вообичаеното, но она што особено ги радува свештените лица е тоа што општо се зголемува бројот на верниците посетители на верските објекти. Како и сите изминати и оваа година, соборниот храм беше притесен за да ги прими сите православни христијани кои решиле токму во овој храм да го поминат првото утро од раѓањето на Исус. Оние кои беа внатре со отворено срце и блага насмевка ја следеа службата. Оние кои не успеале да посетат верски објект, секако тоа може да го направат во било кое време и во наредните денови. Не само поради фактот што Божик се слави и наредните 2 дена, туку и поради отвореноста на црквите кон своите верници во секое време. Бадник е последниот ден од 40-дневните Божикни пости, од божикните поклади до Бадник, кои се символ на одрекувањето и послушноста кон Бога. Божикните пости започнуваат од 28 ноември на празникот Божикни поклади, а траат се до првиот ден Божик, односно заклучно со празникот Бадник. 6 недели Божикни пости заедно со великденските, петровденските и богородичните се повеќе денните пости кои ги востановила православната црква. Божикните пости се во чест на Христовото раѓање. Постите при тоа значат одрекување од мрсна храна. За време на 6-недневните пости во деновите вторник, четврток и сабота дозволено е да се јаде масло. Доколку верникот сака да земе причест, потребно е првата или последната недела од Божикните пости да не јаде месо. Потребно е првата или последната недела од Божикните пости да не јаде масло. И покрај тоа што за поголемиот дел од луѓето, првата асоциација на постот е одрекување од конзумирање на мрсна храна, сепак постењето има поголемо значење. Покрај одрекувањето од мрсната храна, за време на постите верникот треба да се одрече и од пороците. Постите не се само во јадењето и пиењето. Постите имаат пошироко значење. Треба да постиме со нашите дела, со нашите помисли, да правиме добро, да даваме милостина. 40-дневните пости завршуваат на првиот ден од Божик, кога трпезата се полни со празнични јадења. По светата божествена литургија, верниците земаат причест и со своето семејство на Божикната трпеза го празнуваат раѓањето на Исус Христос. Христос се роди, нека ни е за многу години. Денот на Христовото раѓање Божик денеска го празнуваат сите православни христијани. Во кругот на семејството и со богата мрсна празнична трпеза се слави во сите македонски семејства. На 7 јануари го славиме раѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос. Токму со настапувањето на овој ден завршуваат и долгите Божикни пости. Празничната трпеза треба да е богата и разновидна, според нашите можности. Христијански е да не се претерува во ништо. Божикната трпеза се разликува од постната Бадникова, по тоа што на масата се поставени вкусни и мрзни јадења,
кој ги подготвува домакинката. Бидејќи христијанското правило за јадење, мрсна храна дозволува присуство на секако вид на јадење на божикната трпеза. Богатата трпеза му дава на овој празник уште поголем сјај. Денеска на една македонска трпеза може да се најде убаво печено месо, кое во зависност од домашниот буџет ќе биде свинско, пилешко, телешко, мисиркино или пак јагнешко. Неодменлив дел од божикната трпеза се и мрсната сарма, печениот компир, понекоја заостаната риба од бадниковата вечера, а за десерт чоколадна торта, милиброд, печена тиква и секако овошје. За разлика од новогодишната трпеза, каде како пијалок се конзумираат секакви алкохолни и безалкохолни пијалоци. На Божик, традиционално, се пие црвено вино, кое што е символ на христијанството. Православните верници на Божик традиционално одат на гости кај најблиските на Божикен ручек, кој секогаш треба да е во кругот на семејството. Токму овој голем христијански празник, сите верници треба да го празнуваат со своите најблиски, со кои заедно ќе се радуваат за раѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Божик според јулијанскиот календар денеска го слават православните цркви во Македонија, Србија и Русија, како и во некои древни манастири во Грција, но дел од другите православни заедници во Грција, Бугарија и Романија, кои се служат со Григоријанскиот календар, Божик веќе го прославија на 25 декември, заедно со западниот свет. Божик според јулијанскиот календар денеска го слават православните цркви во Македонија, Србија и Русија, како и во некои древни манастири во Грција, но дел од другите православни заедници во Грција, Бугарија и Романија, кои се служат со Григоријанскиот календар, Божик веќе го прославија на 25 декември заедно со западниот свет. Само 3 православни држави, Македонија, Србија и Русија, денеска го одбележуваат Христовото раѓање Божик. Пред 2 недели и католиците и дел од православниот свет го прославија Христовото раѓање, единствен настан за христијаните, со единствено значење, но без единствен термин за негово одбележување. Во христијанството се уште има разлики за тоа кога треба да се слави Божик и другите верски празници, пред се поради догматските несогласувања меѓу црквите и различните системи на мерење на времето. Така католиците и дел од православните христијани кои го прифатиле Григоријанскиот календар, Божик го слават на 25 декември. Дел од православните цркви кои се водат според стариот јулијанскиот календар, раѓањето Христово го одбележуваат на 7 јануари. Објективно, тоа создава проблеми, зашто додека се слави католичкиот Божик, странските компании кај нас не работат и обратно. Токму затоа неодамна македонските стопанственици повторно го актуализираа прашањето за усогласување на православниот со католичкиот Божик, но од МПЦ се уште не се огласуваат по тоа прашање. Иако се правени обиди за усогласување на празнувањата, разликите остануваат и покрај укажувањата на математичарите дека ако продолжат да се применуваат и двата календара, дел од православците Божик во 2101 година наместо на 7 ќе го слават на 8 декември. Тоа е затоа што стариот јулијански календар доцни за соларниот еден ден на секој 128 години, што кај Григоријанскиот календар се случува по 3300 години. Дел од христијанскиот свет денеска го одбележува еден од најголемите црковни празници, рождеството Христово Божик. Во црквата овој празник почнал да се празнува при крајот на 3 век, затоа што дотогаш црквата не му придавала многу значење на телесното раѓање. Многу поважно се сметало духовното раѓање, односно крштавањето. Христос се роди, навистина се роди. Ова се зборовите со кои наместо вообичаениот поздрав денеска се поздравуваат луѓето. Овој ден се празнува во спомен на раѓањето на Исус Христос. Се смета дека Божик е празник матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Во црквата овој празник почнал да се празнува при крајот на 3 век, затоа што дотогаш црквата не му придавала многу значење на телесното раѓање. Многу поважно се сметало духовното раѓање, односно крштевањето. И затоа овој празник се славел заедно со крштевањето на Господ Исус Христос и бил наречен Епифанија. Целиот христијански свет повеќе од 2 милениума го почитува тоа случување со кое започнало и новото сметање на времето.
Тогаш било воведено правило Божик да се празнува одвоено од Богојавление и да се празнува на 7 јануари по стариот јулијански календар или пак на 25 декември по новиот григоријански календар. За да можат христијаните достојно да се подготват за овој празник, востановен е и пост од 28 декември до 6 јануари навечер. Божиќ кога и да е, секогаш е мрсен ден. Македонската православна црква го почитува јулијанскиот календар, што во 46-та година пред новата ера го вовел Јулије Цезар. Тој календар важал за сите христијански цркви се до реформата што во 1582 година ја вовел папата Григор XIII. Дел пак од православните цркви, меѓу кои се грчката, романската и бугарската, го прифатија григоријанскиот календар. Светот едноставно го отфрли јулијанскиот календар поради известни неточности. Јулијанската година е значително подолга од природната. Според тоа сметање на времето, на секој 128 години треба да му се додаде по еден ден. Така со вековното додавање се создала разлика од 13 дена што се поместува божикното и новогодишното славење, а и сите други празници врзани за празникот Христовото раѓање. Божик е поврзан и со поговорката пред Божик, зад Божик, дома да си, што значи дека за време на овој празник треба да се биде дома во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за доаѓањето на Спасителот. Бајерн Мюнхен ја освои Лигата на шампионите. Бразил победи на Купот на конфедерациите. Франција стана европски првак во кошарка, а Шпанија стигна до светската ракометна титула. Ова се главните спортски настани кои одбележаа 2013 година. Повеќе за нив веднаш по рекламите.